Во ова издание. Една година по првиот официјален случај на заразен од COVID-19 во Северна Македонија. Поглед на назад. Дали беа доволни преземените мерки? Акција на дело. Фрлената храна ја претвара во ѓубриво обид за надоместување на хранливата почва. Како модерниот танц на композиторот и конскиот Ејли ја рефлектира културата на афроамериканците? Ќе ви кажем, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. 12 месеци од пандемијата во Северна Македонија. Над 100.000 заразени, 3.000 луѓе го загубија животот со вирусот. Вакцинацијата започна, но дали надлежните задоцнија? Што можеше или требаше да се направи да се ублажат немилосрдните бројки? Огнен Чанчаревич на оваа тема јавува од Скопје. Дозволете да ви известиме дека стигнаа резултатите за пациентката која што денеска во раните утрински часови, некаде околу 3 часот, беше хоспитализирана на клиниката за инфективни болести. Пациентката е позитивна за вирусот COVID-19, што значи дека е таа првиот пациент во Скопје диагностициран за заболена со овој причинител. Владата, иако техничка подготвена пред предизвикот, веднаш почна да воведува рестриктивни мерки, контроли на граничните премини и задолжителен карантин на граѓаните кои се враќаа од државите кои тогаш беа жариште на вирусот. Набрзо падна и одлуката, се затвараат границите, се затвараат аеродромите во Скопје и Охрид, се затвараат угостителските објекти, се затвараат училиштата. Следуваше очекуваниот шок. На 21-ви состојбата се влошува, направени се обиди за реанимација, меѓутоа, за жал, тие се без успех, после што пациентката починала. Дебар во целосна изолација, набрзо и Куманово во карантин. Вирусот се шири низ државата, а епидемиолозите се во потера по кластерите за да го запрат. Според експертите, наредните 2 до 3 недели ќе го достигнеме пикот на бројот на заразени од коронавирусот, кој најверојатно ќе биде помеѓу 2000 и 2500 потврдени случаи. Рестриктивните мерки продолжуваат. Први во регионот воведуваме полициски час. По Великденскиот следуваше и првомајскиот карантин. 70 на часа граѓаните останаа во своите домови. Улиците празни, градовите пусти. Надлежните полека ги олабавуваат рестрикциите и најавуваат дека се подготвуваат за вториот бран кој ќе дојде на есен. Бранот дојде порано, уште во септември. Надлежните се затечени од брзината со која вирусот се шири. Отварањето на границите и олабавувањето на мерките се покажа како грешка, а и граѓаните покажуваат недисциплина. Полни кафулиња и дискотеки, приватни забави. Епилогот е на 17 ноември, кога во едно денонокие се регистрирани 1406 ново заболени. Болниците се полнат, здравствениот систем е пред колапс. Се повеќе здравствени работници заболуваат. Ковид центрите немаат доволно капацитет, се отвара модуларната болница, а набрзо и оделенија во сите клиники во Скопје. Болниците во внатрешноста затрупани со пациенти заболени од ковид. Се бара кревет повеќе. Се бара боца со кислород повеќе. 9 декември е денот кога властите ќе соопштат. 46 пациенти починаа во последните 24 часа. Нови рестрикции нема и тоа до некаде ја збунува јавноста, но затоа почнуваат најавите за вакцинација. Надлежните лицитираат со бројот на дози, со имиња на производителите, со датумот на стартот на имунизацијата. Ковакс системот целосно потфрла, а вакцини нема. Србија ќе се одважи и ќе ни даде 8.000 дози од вакцината на Pfizer, доволно за да се вакцинираат барем здравствените работници кои се во првите борбени редови. Минатата недела инфектологот Добринка Наунова Јовановска е првата која ја прими вакцината во Северна Македонија. Околу 40% од храната во САД завршува во ѓубре. Гласот на Америка разговараше со собственик на компанија кој неискористената храна ја претвара во ѓубриво за почвата. Погледнете. Нашата програма функционира на тој начин што оставаме чисти корпи, земаме корпи со остатоци од храна, потоа ги празниме и миеме. Почнав од ништо, буквално со лопата и приколка, што ја купив на старо за неколку стотици долари и ја приклучив на моето возило, така почнав да го собирам материјалот.
So right now we're getting ready to unload some material from local. Сега се подготвуваме да истовариме материјал од локалните продавници за кафе, училишта, болници. Ова е еден од нашите камиони. Ке ги истовари контейнерите, ке натовари чисти за следната тура и ке се врати да собере уште. Потоа материјалот се организира и се прави ѓубриво. The first piles I ever built were built by hand. Почнав да се занимавам со ова бидејќи бев невработен. Целта на бизнисот е секогаш кога можеме да вработиме ветерани и членови на нивните семејства. Повеќето од лицата што се приклучија можеби биле во тешки ситуации, ова е начин да се ангажираат, да се ослободат од мислите. They have a little bit different chemical properties with moisture and nutrients. Правевме грешки на почетокот и научивме од нив. Сега сме во фаза на усовршување на процесот. Имаме опрема, знаење, алатки. That separates the larger material from Откако ќе заврши процесот, по 30 дена материјалот се става во специјална машина каде се двојат големите парчиња. Ситното ѓубриво се складира за продажба, големите остатоци се враќаат на тамошно да се разградат. So underneath this barrel is an electric fan. Под ова бура има електричен вентилатор. Со него внесуваме воздух во цевките потребен за живот на микроорганизмите. Крајниот производ ќе донесе храна за обнова на почвата. Ние помагаме да се реши прашањето на осиромашување на почвата во оваа држава. Никој сега не мисли на тоа, но изминативе 100 години е изгубен голем дел од хранливата почва. Еден ден ќе видиме дека садиме, а ништо не вире. Ние ја одржуваме почвата за да може добри растенија да се одледуваат на неа. За крај на News Flash, документарецот Ейли за креативниот дух на исконскиот афроамерикански танчер, кореограф Елвин Ейли. Колешката Пенелопи Полу разговараше со режисерката која вели дека модерниот танц ја рефлектира културата на афроамериканците. Погледнете и уживајте. Спиритуалноста, евангелието и блузот имале влијание на танчерските движења на Елвин Ейли. Ейли пораснал во сиромаштија од самоохрана мајка во сегрегиран Тексас. Неговото воспитување се одразило во неговата кореографија, мешавина од модерен танц и балет, и зборува за искуството на црнците. Со користење на архивски материјал, режисерката Джамила Вигнот ги испитувала влијанијата врз креативниот гени на Ейли во незиниот документарец насловен Ейли. Навистина сакав да го видам тоа на начин на кој господинот Ейли тоа го видел. И тоа е да се признае дека има болка и страдање во неговата приказна. Но исто така треба да погледнеме на места каде има работи кои не држат на патот напред и каде што има сила, а тоа е вистина во секојдневните искуства на животот во оваа заедница. Идентитетот беше силна порака, да може преку кореографија да каже јас сум. Беше многу важна тема која се протега низ танцовите. Вигнот објаснува како откритијата на Елвин Ейли ја изразуваат радоста на заедницата на црните луѓе, додека танцуваат и следното утро се молат во црквите. Тој сакаше секој вид на публика да дојде во театарот и да ја искуси човечката приказна преку телата на тие луѓе и мислам дека тоа е она кога господинот Ейли зборува за универзалноста на неговото дело. Неговиот танц насловен Плач бил посветен на мајка му и на мајчинството воопшто. Црните жени кои се тука да ве охрабрат, кои секогаш ќе бидат тука, кои ви биле подкрепа за да не паднете. Тој сака да ги опише тие жени кои биле силата на таа заедница и секако во неговиот живот, зашто е израснат само од мајка, во текот на најголемиот дел од неговата младост. Тука е крајот на News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За најнови информации појдете на гласнааmerika.com. Пријатна вечер, пријатен викенд. Се гледаме в понеделник.